Како што обичај ние со книгата на Ефесијаните, одиме стих по стих. Денес ќе бидеме во првата глава и стигнавме до 20-тиот стих. Сеќавате, прошлиот пат зборахме за 19-тиот. Денес нашиот фокус ќе биде 20-тиот стих. Овде во 20-тиот стих Павле ќе го сврти вниманието од зборење за концептот на моќта на Бог во нејзините демонстрации. Како моќта на Бог се гледа или се е видлива во историјата на неговото откровение. Овде ќе видиме во 20-тиот стих две демонстрации каде Бог се манифестира. Првата демонстрација или манифестација е воскресението на Христос од мртвите, а втората ќе биде седнувањето на Христос од десната страна на Отецот. Тие ќе бидат двете манифестации или демонстрации на кои ќе се фокусираме денес и ќе го задржат нашето внимание. Кажав дека во 19-тиот стих Павле збореше за моќта на Бог како концепт, а сега ќе видиме моќта на Бог во акција, како Бог действува во историјата. Да почнеме со првата демонстрација или првата манифестација на моќ. Овде зборот пројави, што го среќаваме, доаѓа од зборот енергија или енергео, што значи од прошлиот пат активна енергија или мокна енергија. Гледаме дека активната енергија го енергизира воскресението на Христос и ги крши ланците и синџирите на смртта. И многу интересно да прашаме, и ова го прашува Мартин Лојд Џонс во неговите експозитури на овој стих, прашува зошто апостол Павле го користи овој пример за воскресението. И е навистина добро прашање, зошто а не други чуда што Бог ги направил во историјата? Зошто воскресението? Зошто, например, не се користи како пример на масивна, енормна демонстрација на моќ креацијата, каде што Бог од апсолутна негација, од ништо, креира се. Тоа е навистина енормна енергија, незамисливо голема енергија, која Бог ја импутира, ја манифестира, екзибира во креацијата. Зошто тоа не се користи како пример? Зошто, например, Павле не го користи потопот на целиот свет, каде што сите луѓе се удавени како казна на Бог, освен Ноа и неговата фамилија, кои се спасени од бродот? Или пак зошто, например, не се користи страшниот суд на Содом и Гомора, каде Бог од рајот врне пекол да ги уништи овие градови, врне сулфур и оган и ги дотолчува овие градови кои западнали во неморал? Или па зошто, например, не ги користи проклетствата на Египет, каде што Бог ја демонстрира својата моќ против овие така наречени богови во време на Мојсија? Или па стоењето на сонцето? Какво чудо е тоа, сонцето да застане? Какви рамификации тоа има за целиот универзум е незамисливо во времето, например, на Исус Навин. Зошто се користи воскресението како манифестација на Божја моќ? Добро прашање, добро е да размислиме. Томас Гудвин, пјуританскиот коментатор, го дава одговорот и кажува дека толку голема моќ, толку енормна моќ, толку масивна моќ е демонстрирана во воскресението на Христос, што е поголема од креацијата и од што било што Бог направил до сега. Навистина неверојатно.
Зошто е тоа така? Зошто гледаме поголема моќ, помасивна, поенормна, импутирана или екзибирана во воскресението на Христос од било што до сега што Бог направил, вклучувајќи ја креацијата од апсолутна негација, од апсолутно ништо. Гудвин пишува отворен цитат: силата што се демонстрирала во Христос кога го воскреснал од мртвите е највисоката и најголемата моќ што некогаш Бог ја дал. Создавањето беше големо дело, но ова го надминува, зашто во создавањето Бог немаше што да му се спротистави. Тука, во воскресението, требаше да го победи гревот, смртта и проклетството. Понатаму Гудвин вика, воскресението на Христос од мртвите беше поголемо дело од создавањето на светот. Во создавањето Бог само зборуваше и беше направено, но овде во воскресението Бог мораше да ги победи најголемите спротивности, гревот и смртта, кој го држа Христос под нивната власт, се додека Божјата сила не го ослободи. Затворен цитат. Што вика Гудвин? Вика дека поголема, помасивна, поенормна, неверојатна моќ е демонстрирана во воскресението, бидејќи во воскресението Бог ги победува најголемите непријатели. Тоа е гревот и смртта. Најголемите непријатели, гревот, кој е генераторот на смртта, гревот кој е генераторот на ѓаволот, гревот кој е генераторот на пеколот, се победени во воскресението. И затоа оваа сила, оваа моќ, оваа незамислива енергија која е импутирана во воскресението на Христос е најголемата демонстрација на моќ што е направена во универзумот до сега. Во воскресението Бог ги победува своите најголеми непријатели: гревот, смртта и ѓаволот. Стихот ни вика дека Бог Таткото го воскреснува или импутира моќ во воскресението. Но од други стихови може да видиме дека Исус исто така како Бог се воскреснува самиот себе си. Во Јован 2:19 Исус вика: урнете го овој храм и за 3 дена ќе го подигнам. Мисли на храмот на неговото тело. Исто така во Јован 10:18, зборувајќи за својот живот, вика: мене никој не ми го одзема животот, туку јас сам го од себе го давам. Имам власт да го дадам и имам власт пак да го земам. Библијата исто ни кажува дека и Светиот Дух го воскреснува Христос. Во 1 Петрово 3:18 Петар вика: бидејќи Христос еднаш пострада за гревовите, праведникот за неправедните, за да не доведе кај Бог, беше умртвен по тело, но оживеа преку Духот, или беше оживеан преку Духот. Истото го гледаме и во Римјаните 1:4. Значи, навистина, воскресението на Христос е демонстрација на моќ, на енергија, активна, ефективна енергија на Светото Тројство. Бог Таткото го воскреснува Христос, Христос како Бог сам се воскреснува и Светиот Дух го воскреснува Христос. Имаме мокна енергија демонстрирана од Светото Тројство. И сега реанимацијата или воскресението како концепти не се нови. Ги среќаваме и во Новиот и во Стариот Завет. Например, да почнеме со Стариот Завет. Во Битие, во книгата уште на почетокот, Бог прави завет со Аврам и му ветува потомци преку синот на ветувањето, тоа е Исак. И во овој завет му ветува многу други работи. Му ветува земја, му ветува нација, му ветува физички, духовни благослови, му ветува спасение и воедно ветено е доаѓањето на Месијата специфично преку овој потомок, преку Исак. И во Битие 22 глава, шокантно, Бог му вика на Аврам: оди и овој син на ветувањето
кој твоето срце го љуби, оди и жртвувај го. Овој син, преку кого сите ветувања ќе се канализираат и ќе дојдат, оди и жртвувај го. Навистина шокантно, навистина незамисливо. Аврам, преку вера, оди тоа да го направи. Оди да го убие својот син. И во Евреите 11 глава, од 17 до 19 стих ни кажува што го движи Аврам. Која е надежта која го потикнува ова да го направи. Зашто навистина е шокантно. И вика, стиховите викаат во Евреите 11 глава, Аврам преку вера, кога беше тестиран да го принесе како жртва Исак, тој кој го доби ветувањето, својот единствен син, за кого му беше речено преку Исак ќе ти биде наречено потомството, тој сметаше, и ево го клучот, дека Бог може од мртвите да го воскресне и да го прими Исак назад. Значи, тоа што го движело Аврам да го направи, и навистина бил спремен да го направи, е дека Исак ќе биде вратен од мртвите, дека ќе биде воскреснат, дека Бог има сила, како што го создаде Исак, така да го врати назад од мртвите. Да го реанимира. На реанимација, друг, например, пример имаме во пророкот Илија, која го враќа во живот синот на една вдовица, во први цареви 17 глава, во Сарепта, феникијски град надвор од Израел. После друг пример имаме со пророкот Елисеј, кој го враќа во живот синот на една богата жена, каде тој престојува во втори цареви 4 глава. Понатаму во Јов, во сите негови страдања, сите негови маки, сите негови болести, депресии, он има надеж. И која е таа надеж? Ја гледаме во Јов 19 глава, 25 до 27 стих. Јов вика, јас знам добро дека мојот избавител живее и во последното време ќе застане тој на земјата. Кога мојата кожа ќе се распадне, тогаш знам дека во своето тело ќе го видам Бог. Јас ќе го гледам, моите очи ќе го видат, а не некој друг, моето срце копне по него. Јов вика, кога ќе умрам, кога моето тело ќе се распадне, тогаш ќе го видам со моите очи Избавителот, Спасителот, Месијата. Како ќе го види? Ќе воскресне. Тоа е единствениот начин после смртта тој да го види во неговото тело со неговите очи. Понатаму во Даниел 12 глава, од 2 до 3 стих, Даниел вика, мнозина ќе се разбудат кои спијат во земниот прав, едни за вечен живот, а други за срам и вечен презир. Разумните ќе блескаат како сјајниот небесен свод, тие кои учаа мнозина на праведност како звезди во сета вечност. Понатаму за воскресението имаме неколку пророштва у Стариот Завет. Ја ќе спомнам само две. Псалм 16-тиот псалм, кој воедно е месијански псалм. Во 10-тиот стих Давид вика, зашто нема да ја оставиш мојата душа во подземјето, ниту ќе дозволиш твојот светец да види гниење или распаѓање. Светецот, Месијата, нема да види распаѓање, нема да види зашто ќе биде воскреснат. И познатиот Исаја 53 глава, каде што се пророкува смртта, страдањата на Месијата и неговото воскресение, од 10-11 стих пишува, тој ќе го види своето потомство, ќе ги продолжи деновите негови и Господовата волја ќе успее во неговата рака. Значи, како може Месијата кој е убиен да го види своето потомство, како може тој да си ги продолжи деновите кога е убиен, е да воскресне. Тој мора да воскресне за тоа да се случи. И воскресението на Исус е уникатно од другите, ајде да кажеме, реанимации што се случуваат у Стариот Завет
и што се случуваат и во новиот. Например, Господ Исус реанимира многу индивидуи во неговата јавна служба. Тој ги враќа во живот. Позната е случката со Лазар. И сега разликата помеѓу реанимација и воскресение е следна. Реанимација имаш луѓе кои се мртви, кои умираат, и тие луѓе се враќаат во живот и со истото тело, кое е излечено, кое е енергизирано, да кажеме, и еден ден тие луѓе кои се вратени во живот, пак ќе умрат. Воскресението, за разлика, е енергија дадена, каде што се дава ново тело, прославено, величествено тело, кое никогаш нема да умре. И тоа тело е дадено согласно или погодно за рајот или за пеколот. За верниците ќе им бидат дадени тела погодни за рајот, а за неверниците ќе им бидат тела дадени погодни за пеколот, погодни за маки. Таа е разликата помеѓу реанимација и воскресение. И воскресението, од таа гледна точка на Христос во прославено тело, кое никогаш нема да умре, погодно за рајот, кое е тело кое ќе живее вечно, е уникатно, е посебно. Исус е наречен во Новиот Завет првиот плод. Нема како него до сега некој. Првиот плод е бидејќи ќе дојдат други плодови после него. Другите луѓе ќе бидат воскреснати, исто како него. На некои ќе им бидат дадени, како што спомнав, тела погодни за пеколот, на некои ќе им бидат дадени тела погодни за рајот. Како што сега ни се дадени тела погодни за овој свет, за оваа земја. И воскресението навистина е уникатно и посебно, бидејќи ја потврдува јавната служба, сите негови дела и сите негови учења на Христос. Неговите прекрасни учења се потврдени преку воскресението од мртвите. Неговата смрт на крстот е потврдена преку воскресението од мртвите. Смртта на крстот е потврдена, таткото ја прима таа жртва и вика: доволно е, супер е. И е воскреснат од мртвите. Воскресението од мртвите е исто така потврда дека Христос е Бог во човеково тело. Дека тој навистина е Бог во човеково тело. Зачетникот на една нова религија дошол кај големиот француски дипломат државник Шал Морис и се пожалил дека не може да преобрати индивидуи кон новата религија. И го прашал: што ми предлагате да направам? Направиме многу напори, нема конверзии, нема преобратени луѓе. Шар Молис му препорачал и вика: треба да ти препорачам првен да се распнете, потоа да умрете, но не заборавајте да воскреснете на третиот ден. Чи сите други религии, сите други религиозни лидери, дали е тоа Кришна, дали е тоа Буда, дали е тоа Дао, дали е тоа Мухамед, дали е тоа Джозеф Смит, кој да е, се во гробовите. Само Христос е тој кој воскресна. Само Христос е тој кој победи смртта, го победи гробот. Неговиот гроб е празен. И често одиме на евангелизација у градот и среќаваме најразлични луѓе и ги прашуваме: кој мислите дека е Исус според вас? И викаат често: Исус е супер човек, добар човек, направил прекрасни, добри работи за човекот, многу чуда. И ние ги прашуваме: дали верувате дека тој е Бог во човеково тело? Не, Исус не е Бог и нема пекол. Тие се двете работи кои луѓето се сопнуваат.
И сега ние им викаме, ако вие верувате дека Исус е добар човек, ако верувате дека направил многу дела добри, ако верувате дека неговите учења се прекрасни, неверојатни, тогаш исто така мора да верувате дека тој е Бог во човеково тело и дека има пекол, зашто дел од неговите прекрасни учења се тие, дека он е Бог во човеково тело и дека има пекол. И навистина воскресението од мртвите, како катаклизмичко чудо кој Исус го прави, потврдува дека он е Бог во човеково тело, дека сите негови учења се прекрасни и се точни, неговиот збор е вистина и дека на вистина има пекол. На вистина има казна, има агонија. Исус збори дупло за пеколот во Евангелијата него што збори за рајот. Така да воскресението на Христос го потврдува неговиот идентитет дека е Бог, ги потврдува сите негови учења и потврдуваат дека има пекол и има рај. Воскресението на Христос е сршта, е суштината, е темелот на христијанството. Без воскресение на Христос нема христијанство. Се е празно. Се е без везе. Во 1 Коринтијаните 15:17 Павле им вика на коринтијаните, ако Христос не воскреснал, залудна е вашата вера. Се е на празно. Вие сте се уште во вашите гревови. Но Христос воскресна, ја победи смртта, го победи гробот, го победи ѓаволот и стои како победник над се. Моќта на Бог која е манифестирана, која е демонстрирана во воскресението е помокна од смртта, е помокна од гробот, е помокна од гревот. Моќта на Бог ја победува смртта. Лазар, кој веќе починува, е во гробница веќе 4 дена, почнува да се распаѓа неговото тело, почнува да мириса. Марта, сестрата на Лазар, плаче во тага, кога Исус доаѓа во градот нивни Витанија, и таа вика во Јован 11 глава, 21 стих, му вика на Исус, Господе, ти да беше тука, брат ми немаше да умре. Но сега знам, ако посакаш што и да било, Бог ќе ти даде. Исус и рече, твојот брат ќе воскресне. Марта рече, знам дека ќе воскресне при воскресението на последниот ден. Исус си вика, јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре ќе живее, и секој што живее и верува во мене нема да умре. Христос си вика не само што ќе има генерално воскресение на крајот, туку јас сум воскресението од мртвите. Јас сум тој кој ќе ги воскресне сите. Јас сум тој кој на сите мртви ќе им кажам станете од вашите гробови. Тоа го гледаме у Јован 5 глава. Синот, сите мртви, сите во прашината ќе го слушнат гласот на Синот Божи и ќе воскреснат. Исус вика не само што јас сум тој што ќе ги воскреснам сите мртви, јас сум воскресението. Кој верува во мене, ќе биде воскреснат за вечен живот. Кој не верува, ќе биде воскреснат за вечен пекол, за вечни маки. Професорот Д. Карсон пишува отворен цитат: Исус се става себе си во центарот на се. Не само дека ќе има воскресение во последниот ден, туку дека ќе нема воскресение без него во последниот ден. Оној е тој кој го возможува воскресението и тоа конечно се покажува со спектакуларното прикажување на неговото собствено воскресение. Затворен цитат. Христос преку неговата смрт ја убива смртта и преку неговото воскресение ја дотолчува смртта. И покажува таква енормна моќ над овој страшен непријател, на овој цар кој го има поробено целиот свет. Смртта е представена како цар
кој ги има поробено сите луѓе. Сите луѓе се плашат од овој цар. Треперат дека у секој момент може да дојде и да ги земе. И да ги однесе под овој живот. И Христос е тој кој доаѓа и го убива овој цар со својата смрт и со своето воскресение. Смртта веќе нема мок над него. И сите што се во Христос ја имаат таа мок и ќе бидат воскреснати последниот ден. Тие што не се во Христос, се уште се во ланците и синџирите на гревот. Се уште се поробени од ѓаволот и смртта ќе ги однесе у пеколот. Во први век Артемида е сметана или ценета како божица во градот Ефес, меѓу други богови и меѓу империскиот царски култ. Павзанија, кој е елинистички географ од 2 век после Христос, пишува, отворен цитат: сите градови се поклонуваат на Артемида од Ефес, а поединци ја почитуваат над сите богови. Артемида е многу значајна за градот Ефес, нели, каде што ова писмо е напишано, писмото на Ефесијаните или до Ефесијаните. И во храмот на Артемида најдени се, во урнатините на храмот, најдени се надписи, и овој храм се сметало дека е еден од 7 антички светски чуда, зашто бил голем. Многу голем бил. И во урнатините на овој храм најдени се записи кои ја нарекуваат Артемида спасителка или спасител од болест и од смрт. И ја бараат нејзината заштита. Храмот исто така бил посветено место и за солниште каде што бегалци можеле да отидат и да се засолнат и заштитат од погубување. Се мислело дека Артемида ќе ги заштити од смрт, дека смртта ќе ја продолжи. Исто така градот Ефес бил жариште на магиски практики и имал репутација во античко време дека е центар на окултизмот. Познатите ефески зборови или Ефесија грамата, 6 мистериозни зборови кои се мислело дека доколку се изговорат, имаат магично волшебно дејство да креираат реалност преку тие зборови. И на Артемида на нејзината статуа биле дискретно, нејасно напишани овие зборови, на нејзините нозе појас и круна. И зборовите биле популарни и се користеле во магии. Кога луѓето, например, биле у неволја, биле у некоја мака, ќе ја повикат Артемида и други богови со овие магични зборови. И смртта на вистина носела голем страф. Била непредвидлива, медицината не била развиена очигледно до таа степен како денес, немало апчиња. Смртта носела страф и трепет. Повеќето луѓе, повеќето деца умирале, млади, и ефесијаните особено се плашеле од немирните мртви. Тие биле луѓе кои кога починале не се закопале или биле насилно убиени. И се мислело дека овие луѓе стануваат демони и тие може да забрзат смртта, да влијаат на луѓето побрзо да умрат. И затоа се користело магии, магични обреди да се влијае на овие демони, тие да се смират и тие да се врзат. Најдени се папируси, тие се корпус на текстови наречени елинистичните магични папируси, кои датираат од 2 до 5 век после Христос. Тие што се преживеани папируси датираат од некаде 2 до 4 век после Христос. И оваа колекција или антологија на текстови се состои од над 100 документи. Во оваа колекција, например, имаме единечни магии, имаме ритуални долги магии и прирачници, каде што се даваат рецепти како може да се манипулираат богови, демони и мртви
со цел да се добијат одредени опипливи резултати. И кога овие текстови ќе се стават во модерни изданија, овие папируси, излегува негде над 100 страни, овие магични рецепти и изданија. И професорите како Клинтон Арлонд тврдат дека оваа колекција на магични списи е кодифицирана или ги кодифицира ритуалите и практиките што рециркулирале во Ефес тогаш, во први век. Заедно со култот на Артемида. Значи, го имаме култот на Артемида, божица, која е обожувана, имаме други богови, имаме демони, имаме магии, кои рецепти кои се користат да се продолжи заштитат луѓето од смртта и од зло. Значи, се среќаваме во Ефес на амалгам од најразлични работи. ПГМ-4, еден од најголемите и најсочуваните папируси од оваа магична колекција, е сместен во Националната библиотека во Париз. И на овој рецепт или папирус имаме магични ритуали запишани, каде што се повикува Артемида и другите богови тие да заштитат од зло и од смрт. Во овие магии се користело билки, жртви од крв и пеење ноќе, зашто се мислело дека демоните се активни ноќе и мора преку овие магии и ритуали тие да ги смират, тие да се заштитат. Например, од жртви се користело црни животни, за да ги смират подземните божества, исто така кои се верувало дека владеат со смртта. Значи имаме Артемида, други богови, подземни божества, имаме империскиот култ, магии и практики, значи имало цела конфузија, цел амалгам што се случувало во Ефес. Во Одисеја, например, на Хомер, во 11-та книга, опишана е Артемида како ја убива Ефимедија. Ефимедија е сенка или дух кој Одисеј ја среќава во време на неговото патување во подземјето. И таа е представена како сопруга на Алојус и љубовница на Посајдон, богот на морето, и мајка на џиновските близнаци Отос и Елифалес. И текстот кажува дека Артемида ја убива Ефимедија. Одисеја вика, отворен цитат: "Ја видов Афимедија, жената на Алојус, осудена на пропаст од стрелите на Артемида, од нејзините копја, таа ги собори во нивните големи хали." Затворен цитат. Значи, гледаме овде во Хомер како Артемида е опишана како божица која носи смрт, како личност која убива, како личност која има мок над смртта и може да ја одолжи смртта или може да заштити од смртта. И во елино-римската култура на смртта се гледало како на конечно нешто. Значи Артемида и другите богови може да заштитат од смрт, може да ја продолжат, но никогаш не може да ја спасат или да ја уништат смртта. Телесно воскресение у таа култура било незамисливо. Исто така во култот на императорите, исто така било незамисливо некој да воскресне телесно после смртта. Например, римските императори како Август и Клавдиј по смртта се мислело дека тие се искачуваат во рајот и стануваат богови. И ова е духовно искачување, физичка враќање од мртвите било едноставно незамисливо. Значи го имаме и во култот на императорите, и во Артемида, и во овие магични практики, смртта била конечна. И сега апостол Павле доаѓа во овој град, доаѓа во Ефес и почнува да го проповеда Евангелието. И прави многу чуда, кои се гледаат, кои се опипливи. Не е некоја магија, не е некоја скришно, есотерично, чудно, него е опипливо чудо. Во Дела 19 глава, од 11 до 12 стих, Лука вика: Бог правеше исклучителни чуда преку Павловите раце. Се збори за во Ефес, баш во тој град.
зашто врз болните полагаа крпи и престилки, што го биле допреле неговото тело, и болестите ги напуштаа, и злите духови излегуваа од нив. Павле доаѓа у Ефес и го проповеда Евангелието, го проповеда Христос и вика: Христос ја победи смртта, ја го видов. Жив е. Јас сум очен сведок на Исус. Има многу други сведоци, 500 сведоци кои го видоа. Тој умре и воскресна. Тој ја победи смртта. Тој се врати назад. И кога луѓето ги гледаат чудата на Павле, го слушаат Евангелието, слушаат намоктан за Христос кој умрел и воскреснал, се обраќаат од култот на Артемида. Зашто Артемида наводно само штити од смрт, не може да победи смртта. Нема никакви историски докази, очни сведоци за Артемида. Незината сторија е базирана на митолошки приказки, измислени човечки традиции. Таа е спомнувана во Хомер и Ефрипит, но доказите за Христос се историски, се форенцички, се археолошки, по природа. Артемида е некој демон кој се представува како жена Божица. Само Христос е тој кој умре и воскресна. Само Христос е тој кој победи смртта. И навистина Христос ја победи смртта. И каков триумф, каква победа, каква доминација против најголемиот непријател на човештвото, против стравот и ужасот на целото човештво. Христос дојде и триумфираше над ова страшно чудовиште, кој никој не може да го убие. Ни Артемида, ни подземни богови, ни надземни богови, ни магии, ни рецепти, ни жртви, никој. Нито тогаш, у први век, ниту денес, сите религии, сите религиозни лидери, никој не може да победи смртта освен Христос. Непознат автор пишал, отворен цитат: Христос мраснат, мртов, погребан. Каменот се затвори, учениците се распрснаа, надежта згасна, темнина го покри светот. И тогаш, во тишината на тој гроб, Божјата сила избувна. Телото кое беше скршено повторно дишеше. Срцето кое застана почна повторно да чука. Срцето кое беше прободено бликна од живот. Гробните алишта падна и Исус излезе жив за секогаш. Затворен цитат. Значи, првата активна манифестација, ефективна манифестација на Божјата моќ е воскресението на Христос. После воскресението на Христос се случува друго, и сега ќе го видиме втората манифестација или демонстрација на Божјата моќ, а тоа е дека после воскресението на Христос тој е ставен од десната страна на Отецот во небесата. Зборот постави не е постави во оригиналот, туку е седна. Бог Таткото го седна Бог Синот од својата десна страна. Оваа позиција е уникатна, е посебна, е специјална, е позиција на највисока, најголема чест и привилегија. Коментаторите Джеймесон, Фосет и Браун викаат, отворен цитат: славните духови стојат околу Божјиот престол, но не седат од Божјата десна страна. Во Евреите 1, 13 и 14 стиховите викаат: на кого од ангелите Бог некогаш му рекол: седи од мојата десна страна, додека не ги положам твоите непријатели како подножје на твоите нозе. Нели се тие духови кои служат испратени за оние што ќе го наследат спасението? Значи не ангелите, туку Христос е поставен од десната страна на Отецот. И многу е важно, Христос е поставен како Бог човек од својата десна страна на Отецот. Професорот Клинтон Арланд вели, отворен цитат: положбата на десната страна
ја символизира највисоката чест, блискоста со Јахве и делегирањето на неговиот авторитет и моќ. Затворен цитат. Не само како позиција на чест и привилегија, туку од десната страна е позиција на власт. И Павле овде сигурно го има на ум Псалм 110, е најчесто цитираниот псалм во Новиот Завет, и посебно првиот стих. Овој псалм е месијански по природа, збори за Месијата, и првиот стих вели од Псалм 110, Господ му рече на мојот Господ, седни од мојата десна страна, додека не ги ставам непријателите твои под подножјето на твоите нозе. И сега еврејски Господ и Господ, Господ му рече на мојот Господ е Јахве му рече на мојот Адонај. Значи двата термина се термини за Бог и може да се преведе како Бог му кажа на Бог или Бог таткото му кажа на Бог синот, седни од мојата десна страна и ќе ги ставам сите твои непријатели под твоите нозе. Значи десната страна гледаме е позиција не само на привилегија и чест, туку на моќ, на власт, на авторитет. Седни и сите твои непријатели ќе бидат подчинети под твојата власт и врховен авторитет. Понатака десната страна е позиција на моќ. Тоа го гледаме од неколку старозаветни текстови. Например, во Излез 15 глава, 6 стих, пишува: Твојата десна рака, Господе, славна по сила, Твојата десница, Господе, го избави и ги го разби непријателот. И сега овој стих е од песна на Мојсие, која се пее кога они го поминуваат Црвеното море. Црвеното море се отвора на две, они поминуваат. Потоа ги брка фараонот и војските да ги убијат, и кога влегува фараонот и војските да ги убијат, морето се затвара. И тие се удавени, се убиени. И како славење или издигнување на Божиот триумф и моќ над овие непријатели кои сака да ги убијат, се пее оваа песна. И навистина не било мала работа да бидеш спасен од најмокната војска тогашно време у целиот свет. Тоа било војската на Египет. Значи, гледаме дека десната рака означува позиција на моќ. И очигледно е дека Бог нема десна рака, или Бог е суперлативен ум. Ова е символ на божествена сила или моќ. Понатака десната рака гледаме дека е символ на спасение. Десната Божја рака носи избавување. Тоа го гледаме од Псалм 20, 20 од Псалм 6 стих, каде пишува: Сега знам дека Господ го спасува својот помазаник, ќе му одговори од своето свето небо со спасиносната сила на својата десница. Истото го гледаме у Псалм 138:7. Значи, Божјата десна рака се представува како позиција на спасителна моќ. Значи, имаме Божја власт, Божји авторитет, имаме Божја моќ и Божјо спасение. И сега кога Христос е седнат од десната страна на таткото, тој ги има сите овие работи. Тој ја има Божјата власт и авторитет, неговата моќ и неговото спасение. И во елинистичко-римската култура во први век да се седи од десната страна на императорот било неверојатно голема чест. Неверојатно издигнати поединци можеле да седнат од неговата десна страна. Близок функционер или некој омилен сојузник исто така можел да седи блиско или од десната страна на императорот, и тоа означувало или е било знак дека оваа индивидуа ја дели исто така империската моќ со императорот. И било видливо на сите луѓе, очигледно се правило другите да видат
дека овој поединец ми е посебен, овој ми е уникатен, овој ја дели мојата мок и власт. Лин Кохик кажува дека овој обичај во културата од тоа време стои зад барањето на браќата Јован и Јаков од Исус, тие да седнат од лево и од десно кога ќе дојде во неговото царство. Во Марко 10, 35 до 38 ми опишена случката и вика, тогаш му пристапија Заведеевите синови Јован и Јаков и му рекаа, учителе, сакаме да ни исполниш она што ќе побараме. А тој ги праша, што сакате да сторам за вас? А тие му одговорија, дај да седнеме до тебе, едниот од десно, а другиот од лево во твојата слава. Но тој им рече, не знаете што барате. Гледаме како Јован и Јаков тогаш биле обседнати со слава. Исус им вика, не знаете што барате. Коментаторот Франк Тилмен пишува за моките на Рим тогаш и вика, отворен цитат, монетките, статуетките, надписите и календарот на Азија ги потикнувале читателите на Павле да мислат дека времето е организирано околу царската власт на Рим и дека царската власт на Рим е вечна. Во една куќа од Ефес, неодамна ископана, бил прикажан графитот Рим, владителу на сите, твојата мок никогаш нема да умре. Значи Рим у тогашно време, со целата своја стабилност, војска, организација, патишта, законодавен систем, се сметало дека оваа империја никогаш нема да умре. Никој не може да го победи Рим. Никој не може да победи таа војска. И се било фокусирано околу централната власт на Рим. И до таа степен што императорите се обожувале како богови. Римската империја била толку мокна што било незамисливо дека еден ден ќе ја нема. Се чинело дека никој и ништо не може да надмокни оваа империја. Меѓутоа Рим паѓа у први век под германските вандалски племиња и сега прашањето е каде е Рим денес? Каде е оваа мокна империја и незината доминација? Ја нема повеќе. Но постои една сила, постои една мок, постои една доминација која е многу поразлична од римската. А таа е власта, доминацијата и царството на Божиот Син. Ова царство, ова империја, оваа доминација никогаш нема да згасне. Ова е вечно царство на Божиот Син. Исус Христос е центарот, се ротира и е организирано околу Него. Не околу Римската империја, не околу некоја политичко царство или држава, туку околу Христос. Тој е центарот, тој е фокусот, се е создадено за Него и преку Него. Бог Таткото му дава на Бог Синот се во неговите раце. Професорот Хауард Маршал пишал, на Христа му е доделено бесконечна власт, така што се во Вселената е покорно на Него. Затворен цитат. Понатаму стихот ни вика дека Христос е поставен на одредено место, значи воскреснат, е седнат од десната страна на Отецот и седи од десната страна на Отецот на небесата. Каде е Исус Христ седнат? Седнат е на небесата или во небесата. И оваа фраза е фасцинантна, во небесата, се користи само тука во Ефесјаните и Павле ја користи 5 пати. Бориме у целиот Нов Завет. 2 пати се користи у првата глава, еднаш у втората, еднаш у третата и еднаш во 6-та. Джеф Барон во 2010 година за Универзитетот во Единбор има напишано докторска дисертација од 290 страни само на оваа фраза. Значи ја гледа оваа фраза од сите можни аспекти. Ја исцрпува тематиката и аргументира во дисертацијата дека небесата
е реален, опиплив, просторен домеин во создадениот космос, не е некоја есотерична, маглива, духовен домеин или концепт. Дека е реално физичко место, зона, регион, свет, каде тој седи на неговиот престол. И прави смисла небесата да се физички посебен домеин, опиплив, реален, зашто Христос е таму како Бог човек, со неговото физичко тело, со неговото прославено физичко тело, он седи во физички простор, очигледно. Фразата е интересна, бидејќи исто така во втората глава, 6 стих, се кажува дека и верниците се исто така во небесата. Во 2.6 вика, не воскресна со него, збори Павле, на верниците, и не постави со или во него на небесата во Исус Христос. Очигледно верниците не се од десната страна на таткото, таа позиција е уникатна и посебна, е само за Христос, но се на небесата. И тоа што ја прави оваа фраза уште по-интересна и комплексна, е што во 6 глава од 12 стих кажува дека и демонските сили и владетели се исто така во небесата. У 6.12 Павле вика, нашата борба не е против крв и тело, туку против началствата, властите, светските владители на темнината во овој век, против духовните сили на злото во небесата или во небесните места. И демоните и демонските власти се исто така во небесата. Значи, очигледно тие не се кај Бог, очигледно не се кај верниците, туку се у некоја посебна зона. И што од ова може да заклучиме? Може да заклучиме дека има плуралност или мултиплицитет во зоните на небесата. Имаме горна зона каде што е Христос и Бог, или апостол Павле вика, 2 Коринјаните бев, знам човек, најверојатно он, кој беше издигнат на третото небо и слушна работи кои не може да се изговорат. Тоа е горната зона, највисоко, а другите зони се демоните под него и верниците. Значи, што ни кажува? Ни кажува дека моќта на Бог го има издигнато Христос како врховен, доминантен владател со врховна власт и авторитет над сите. Тој има мок и спасителна сила над сите. Дали се тоа луѓе, дали е тоа Рим, дали е тоа некоја држава, дали се тоа некои директори, дали е тоа ангели, демони, сите, секој име, Исус е издигнат над сите. Највисоко, бесконечно издигнат над сите луѓе, ангели и демони. Да сумираме, значи Божјата мок видовме во оваа проповед, во овој стих, дека е манифестирана, демонстрирана во две аспекти. Првиот аспект беше Христос е воскреснат од мртвите. Вториот аспект, тој е седнат од десната страна на Отецот во небесата. Кажавме дека оваа мок, оваа енергија, оваа сила која е импутирана или екзебирана од таткото кон Исус и го воскреснува него е поголема од било што. Поголема од креацијата, поголема од било кое чудо што Бог го направил. И тоа е многу интересно, зашто истата мок која е дадена во воскресението, видовме претходниот пат дека таа иста мок е во нас. Таа иста мок нас не спаси. Таа иста мок нас ни дава сила да го живееме христијанскиот живот. Неверојатно, имаме помасивна, поголема мок во нас од креацијата на целиот универзум. Гледаме колку е тешко и невозможно да се спаси една душа. Каква енергија и масивно се потребно да се конвертира една душа и да се живее христијанскиот живот.
Кажавме дека Исус во воскресението го победува гревот, победува смртта и дека воскресението на Христос е едно од најсуштинските верувања, основата за христијанството. После воскресението Исус е седнат од десната страна на Отецот и има врховна, апсолутна, тотална власт, авторитет, мок и доминација над сите. Сега да преминеме на примена. Што може да примениме од овој стих? Ќе видиме 3 примени. Првата примена ќе биде триумф над смртта. Триумф над смртта. Смртта е победена. Смртта лежи мртва пред нозете на Христос. Овој цар лежи мртов. Смртта е победена, гробот е победен, гревот е победен, ѓаволот е победен и за нас, за тебе, христијанино, нема смрт. За тебе нема казна. За тебе нема пекол, нема осуда. Нема гроб. И каква причина имаме да го славиме Христос, да го издигаме, овој Спасител кој ни даде триумф над ова чудовиште, на овој цар кој го има поробено и губи во целиот свет. Пасторот Роберт Лори од 19 век извикува, отворен цитат: смртта не може да го задржи својот плен, Исусе. Тој ги скина ланците, стана од гробот, со силен триумф над неговите непријатели. Тој стана победник на темниот домеин и живее вечно со своите свети. Тој стана, алелуја, Христос воскресна. Затворен цитат. Ние како верници исто така сме во Христос. Ние како спасени исто така сме во Христос. И смртта не ни може ништо. Смртта не ти може ништо како верник. Гробот не ти може ништо. Ѓаволот, гревот, сите човечки сили не ти можат ништо. Имаш триумф, победа, доминација над сите сили. Ќе бидеш воскреснат и однесен кај Христос еден ден. Ќе бидеш со Него во слава. Затоа треба да се радуваме. Не да тажиме, туку да се радуваме. Имаме триумф, имаме победа над смртта, на нашиот најголем непријател. Имаме победа над гробот, победа над казната и судот. Неверојатна радост треба да блика во нашите срца. Втората примена е голема мок на располагање. И како што веќе кажав, истата мок која го воскреснува Христос не спасува нас и не одржува како верници. Таа мок е толку голема, толку масивна, толку енормна, толку неверојатна, што е поголема од целата мок што била дадена во креацијата на универзумот. Таа мок е во нас, таа мок е ние на располагање. Не да живееме мизерни христијански животи, туку мокни. Џон Макартер во неговиот коментар на Ефесјаните пишува, отворен цитат: истата неограничена божествена сила што го воскресна Христос од мртвите ќе не воскресне и нас од мртвите. Истата сила што го седна од неговата десна страна на небесата ќе не смести и таму и нас со него. Во меѓувреме, таа сила на воскресение ни е на располагање да живееме за неговата слава. Толку е сигурно дека оваа мок ќе не донесе до слава, што Павле зборува како веќе да се случило, бидејќи веќе се случило во Божиот вечен план. И мисли на Ефесјаните 2:6, затворен цитат. Значи, кога проблемите ќе те притиснат, кога маки ќе те поклопат, кога болести почнуваат да те јадат, кога грешници те притискаат у твојот живот, кога губиш надеж и си во депресија, кога гревот изгледа толку силен и моќен и ти не можеш да го победиш, не можеш да ги скинеш неговите ланци, немој да заборавиш дека Божјата мок како верник е во тебе преку Светиот Дух. Таа мок е толку силна и мокна
што може се да победи у твојот живот. Секој грев, секоја мака, секоја болест, што и да замислиш, секој грешник. Затоа не отчајувај. Браќи и сестри, не отчајувајте, не губете надеж. Вперете го вашиот поглед од бескрајната мок на Христос. Немој да отчајуваш. Божјата сила не е далечна, не е некаде на некоја друга планета, не е заспана, туку е во нас. Во Христос е во нас. Што вика апостол Павле? Се можам преку Христос, кој ми дава сила. Се можам. Со сите маки, со сите мачења, со сите тешкоти, ќе продолжам да му служам на Христос. Тој е вреден. И трета да примена е врховна власт. Кажавме дека Исус како Бог човек му е дадена врховна, апсолутна, тотална власт. И затоа Матеј 18, 28-18 Исус вика дадена ми е сета власт на небото и земјата. Сета власт, сета доминација, сета моќ. Нашиот Спасител има врховна власт и доминација и моќ над сите. На сите луѓе, на сите на позиција, сите демони, сите ситуации, сите ангели, смрт, гроб, длабочини, височини, што и да замислиш. Тој е Господарот, тој е царот на царевите, тој е кралот на кралевите, тој е деспотот над деспотите. Тој има врховна власт над се и над сите. Затоа, наша задача што е? Наша задача е додиме да евангелизираме. Наша задача што е? Додиме да правиме ученици. Наша задача што е? Да се покоруваме на Христос, да го славиме Него, да живееме за Него, не за себе, туку за Него. Да одиме, да евангелизираме, да правиме ученици и никој и ништо да не плаши. Никој и ништо. Грешници да не плашат, демони, ангели, напади, прогони, смрт, гроб, што и да е, ништо не смее да не плаши. Зашто во Христос имаме моќ и тој е деспотот и царот над сите. Затоа додиме да живееме за Него, да се изседиме и да се дотолчиме за Него, зашто тој е вреден и има врховна, апсолутна, тотална доминација. Да се помолиме. Господе Исусе, те славиме, те издигаме. Ти си нашиот живот, зашто Ти ни даде живот. Боже, те славиме и те издигаме што смртта е победена. Гробот е победен. Распадливоста е победена. Каква мисла? Фала Ти, Исусе, што ја победи смртта, да го победи гробот, го победи гревот, го победи ѓаволот, го победи пеколот, го победи овој грешен паднат свет и ни даде триумф, победа и слава и бескрајна моќ. Боже, дај ни сила, дај ни капацитет да видиме оваа сила која го воскресна Христос. Таа сила да действува во нас. Да ни даде радост, да ни даде мир, да ни даде кроткост, да ни даде понизност, да ни даде самооткажување, да ни даде сила да го земеме крстот и да се дадеме себе си. Го дадеме нашиот живот за Христос. И злото да не победи, туку да го победуваме злото со добро, со љубов, со благослов. Дај ни Боже моќ, дај ни сила да видиме таа сила која веќе во нас и да го живееме христијанскиот живот во радост, во восклик,
во пење, во песна, зашто сме победници, имаме триумф над смртта. Во Твоето име, Боже, се молиме. Фала Ти.